Добре дојдовте во урбаните вести. Утре во Скопската зоолошка конечно ќе може да се видат долго очекуваните слоници. Нивниот живот и патот од Африка до Скопје ни го раскажува зоокиперот Војо Иванов во интервјуто за Прва Скопска, кое ќе го погледнете во денешните вести. Останете со нас. Утре скопјани ќе ги видат двете слоници. Каков бил животот на слониците, дознайте од интервјуто со зоокиперите од зоолошката градина. На денот на одбележувањето на глуви и наглуви лица порачаа да се зголеми бројот на толкувачи на знаковниот јазик. По 1 октомври може да има парно. БЕК порачува да се проверат објектите дали се подготвени за грејната сезона. Децата најпогодени од наглите промени на времето. Неколку совети како да ги заштитите. Комуникацијата е основната бариера со која се соочуваат глувите и наглувите лица. Тие бараат во иднина еднакво третирање како за сите инвалиди, така и за нив. Зголемувањето на бројката на толкувачи на знаковниот јазик е првата работа што треба да се направи за овие лица за да им се олесни комуникацијата. Во Македонија има околу 6000 глуви и наглуви лица, а голем проблем со кој се соочуваат сите овие лица е комуникацијата. Тие се борат во иднина да има изедначување и третирање еднакво како за сите инвалиди, така и за нив. Томица Стојановски, веде председателот на Националниот сојуз на глуви и наглуви на Република Македонија, на одбележувањето на Светскиот ден на глуви и наглуви и 70 годишнината од основањето, порача дека во иднина треба да се зголеми бројот на толкувачи на знаковниот јазик. Голем проблем е комуникацијата која не може да ја остварат во секојдневниот живот, образованието и работата. Има лица глуви што не работат, значи или работат некои си основни функции, позанемарени се, подискриминирани се, бенефициран стаж за пензионирање например немаат, а инвалиди се, значи нема изедначување, значи со сите категории. Сите категории на инвалидитет се исти, без разлика дали се работи за телесен инвалидитет, слепило, глуво, значи сите се исти. Ке се бориме во иднина да има и изедначување и третирање подеднакво. Еве, например, додатокот на глувост, за глувост сега моментално изнесува 4000 денари. Ние би сакале во иднина, значи тој да се изедначи со додатокот на инвалидност и на останатите категории. Значи да бидеме на исто рамниште. Секој инвалидитет има своја тежина и не треба да се занемари, значи треба да се работи да бидеме подеднакво исти. Стојановски рече дека овие лица се соочуваат и со проблеми во натамошното школување, совработување, но и воопшто во секојдневниот живот. Секој инвалидитет има своја тежина и не треба да се занемари. Треба да се работи сите да бидат исти. Од големо значење се идни проекти како што се градинка за деца или социјализирање на глувите дечиња во постоечки градинки со деца што слушаат, со тоа што ќе работи на нив дефектолог, стручно лице, за да можат основните работи да се стекнат со познавање на основните работи и во прво оделение да бидат на исто ниво со децата што слушаат. После проекта сакам исто така да интернет телевизија, значи многу се битни информациите кои што ние ги добиваме. Имаме бариера со навремено добивање на информации, значи од случувања во државата, од странство. Стојановски додаде дека Националниот сојуз на глуви и наглуви постои од 1948 година и досега има остварено вредни резултати на полето на заштитата, едукацијата и рехабилитацијата на глувите и наглувите лица на територијата на Република Македонија. Балкан Енерджи Груп ги повикува потрошувачите да проверат дали нивните објекти се подготвени за грејната сезона, за да може топлинската енергија непречено да биде доставувана до сите потрошувачи. Оттаму додаваат дека по 1 октомври може да започне грејната сезона доколку временските услови го наложуваат тоа.
Balkan Energy Group ги повикува потрошувачите, куќните совети и управителите да проверат дали зградите се подготвени за грејната сезона и порачува дека само доколку се исполнети сите предуслови, топлинска енергија ќе може непречено да биде доставувана до сите потрошувачи. За да може грејната сезона да започне насекаде и навремено, неопходно е станарите да ги завршат проверките и интервенциите на внатрешната инсталација и истото веднаш да го пријават во снабдување со топлина Балкан Energy. Исто така заедниците на собственици на станови или управителите, за службените лица на компанијата, треба да овозможат непречен пристап до топлинските станици во зградите и да обезбедат постојано напојување со електрична енергија, неопходна за нивно редовно функционирање, платени сметки за електрична енергија за топлинската станица и функционална електрична инсталација, велат од БЕК. Само доколку сите овие предуслови бидат исполнети, ќе може непречено да биде доставена топлинска енергија до сите потрошувачи. Согласно законските прописи, грејната сезона може да почне секој ден по 1 октомври, доколку временските услови тоа го наложуваат. Снабдувањето со топлинска енергија на тарифните потрошувачи по правило се врши во период од 15 октомври во тековната до 15 април во наредната календарска година. Снабдување со топлинска енергија на тарифните потрошувачи може да почне и пред 15 октомври, но не и пред 1 октомври, доколку во 3 последователни денови, во период од 28 септември до 15 октомври, надворешната температура во 21 часот е 12 степени или пониска, според податоците од Управата за хидрометеоролошки работи. Од БЕК вела дека во моментов во околу 190 објекти се уште не се обезбедени бараните услови, односно имаат дефекти во внатрешната инсталација, уневозможен им е пристап на екипите на компанијата до топлинските станици или немаат електрична енергија во топлинските станици. За информации или пријави за одредени интервенции, потрошувачите може да се јават во Центарот за грижа на потрошувачи на телефонските броеви 30 76 200 и 075 400 100. Главоболка, поспаност, умор и чувство на треска се само дел од симптомите кои луѓето ги чувствуваат при наглото преминување од лето на есен. Во овој период настапува и сезоната на настинки и чувствително здравје, а најпогодени се децата кои ги преполнија ординациите. За да бидете здрави во периодот кој ни следи, зајакнете го вашиот имунитет. Редовното миење на рацете, јакнењето на имунолошкиот систем и одржување здрава клима во вашиот дом е се што ви треба за да поминете без настинки. Која е здравата алтернатива на антибиотиците? Што може да направите за да ја спречите појавата на инфекции или да оздравете без потенцијално сериозни нуспојави кои бараат употреба од антибиотици? Ова се прашањата кои најчесто луѓето си ги поставуваат, особено во период кога настинките и вирусите се многу зачестени. При секоја нагла промена на времето, имаме иста грижа. Како да ги одвратиме вирусите и бактериите кои секоја година го напаѓаат нашиот имунолошки систем? Нашата неподготвеност за временските промени по топлото лето влијае да сме поподложни на есенските настинки. Исто така промените во температурата и воздушниот притисок може да предизвикаат мигрени, несвестици, вртоглавици и дезориентираност, дури и кај оние кои се со општо здравје. Во овој период луѓето мора да внимаваат за себе и за имунитетот, да реагираат доколку почувствуваат дека им е лошо и да бидат подготвени дури и на алергии. Настинки и вируси почнаа да измачуваат многу дечиња периодов, па ги преполнуваат чекалниците и ординациите на матичните лекари и на педиатрите. Заладувањето и промената на климата, а особено дружењето и контактите во градинките и во училиштата, им одат во прилог и на пренесувањето и размножувањето на вирусите. Дечињата во многу градинки често се разболуваат ширејќи зарази меѓу себе, па вирусите и бактериите ротираат од едни на други. Доволно е само едно дете да биде болно. Особено во групите каде што децата се помали и каде се уште имаат слаб имунитет, па лесно може да се разболат. Затоа лекарите советуваат да се внимава на храната, децата редовно да се шетаат надвор, соодветно облечени, да се избегнуваат контакти со болни и редовно да се проветруваат просториите, а особено да не ги носат децата во градинките кога се болни. И додека некои имаат своји традиционални здравствени навики кои го засилуваат имунолошкиот систем, некои тргнуваат во борба дури откако веќе е доцна. За да го спречите тоа, некои работи можете да ги промените уште денеска и да му овозможите на својот организам борба против настинка и грип.
Во исхраната вклучете доста овошје и зеленчук, заради високиот процент витамини и нивното стимулативно дејство врз имунолошкиот систем. Статистиките покажуваат повеќето луѓе не внесуваат доволно од овие намирници. Ако и вие спаѓате во таа група, ќе мора свесно да се потрудите да ја коригирате таа лоша навика. Соодветното ниво на витамин Д е неопходно за здрав имунитет. Најдобар природен извор на овој витамин е изложеноста на сонце, но во недостиг на сонце, земете суплемент на витамин Д. Исто така и цинкот придонесува за нормално функционирање на имунолошкиот систем, но уште подобро е да се јаде разновидно овошје и зеленчук. Многу производи имаат способност на уништување на опасните бактерии. Меѓу нив се кокосовото масло, кокосовиот путер, природниот мед, лукот, кромидот и зелката. Производите кои содржат пробиотици, како што е јогуртот со пробиотик, се одлични за зајакнување на имунитетот. Постојат и многу билки кои дејствуваат антимикробно, а најпознати меѓу нив се куркумата, ѓумбирот и чили пиперчињата. Штом ќе се разболите, немојте веднаш да посегнувате по антибиотици. Инфекциите се навистина непријатни, но често поминуваат без поголем проблем и без последици, па заради тоа прво обидете се со природна терапија, која се состои од чаеви, супи, витамин С и многу овошје и зеленчук. Производители, преработувачи и трговци на органски производи ќе бидат внесени во првиот регистар на оператори со органски производи во земјава. Со овој регистар се овозможува пристап до информации за органски производи во секое време. Преку 600 оператори од органски производи се опфатени со регистарот за органски оператори. Ова е прв регистар на органски оператори во земјава, а опфаќа производители, преработувачи и трговци. Регистарот содржи податоци за секој производител, преработувач и трговец со органски производи, но доминираат производителите. Практично се овозможува пристап до информации во секое време за тоа каде има органски производи, кој ги произведува и како вид органски производи се нудат. Во регистарот се наведени и контакти на операторите, па кој сака може директно да ги искомуницира. После долги години во Скопската зоолошка градина повторно ќе живеат слонови. Долго најавуваните и очекувани слоници, Дуња и Даела, по тешкиот живот поминат во циркус, во Скопје доаѓаат да се пензионираат. Посетителите на зоолошката веќе од утре ќе може да ги видат новите животни, а повеќе информации околу слониците гледате од интервјуто снимено во зоолошката градина. Утре во Скопската зоолошка градина ќе се случи голем хепенинг за пречек на двете слоници, чие доаѓање се подготвува веќе подолго време. По тој повод го посетивме живеалиштето на двете слоници Дуња и Даела и поразговаравме со четворицата зоокипери за животот на слониците пред нивното доаѓање во зоолошката градина во Скопје, како и за начинот на кој посетителите треба да се однесуваат со нив, како што ни раскажа Војо Иванов, еден од луѓето кои се грижат за животните. Интересно за слониците е тоа што тие се последната двојка која што ќе живее заедно од два различни вида. Едната е од Африка, а другата од Индија. Слониците во Скопската зоолошка градина доаѓаат да се пензионираат. Посетителите на Скопската зоолошка градина, кои што изминатиот период често го посетува овој дел од зоолошката, сигурно го забележаа ова преубаво живеалиште за слонови. Ние се наоѓаме токму пред живеалиштето за слонови и ексклузивно за Прва Скопска разговараме со зоокиперите кои што од утре веќе ќе ги посетуваат слоновите, ќе се грижат за нив, меѓутоа и ќе им објаснуваат на останатите посетители на зоолошката како најубаво и најправилно да се грижиме и да им се радуваме на овие нови животни. Со мене денеска се четворица зоокипери и секако тука е Тина која што е и официјален пиар на Скопската зоолошка градина. Најнапред јас би сакала да поразговарам со Војо кој што ќе ни раскаже нешто повеќе околу тоа. Најнапред еве сите се интересираме и едва чекаме да дојдат слоновите. Кажете ни за што станува збор, нешто повеќе за нив. Јас најпрво ќе ви се извинам што сме навистина во една гужва. Гужва како некако како ќе му дојде како спортист кога се спрема за надпревар, па ви текнува карантин. Така да однапред ви се заблагодарувам и на сите и на публиката која што ќе не разбере во какво расположение сме. Голем стрес е за луѓето кои што нели тука ќе работат, а ќе треба да чекаат некое животно кое повеќе од 30 години не било во Скопската зоолошка градина и е навистина еден голем предизвик
За мене и за моите колеги, до мене е Бојан, Виктор и завршуваме со Билјана како, нели, шлаг на тортата. Ние сме тие кои што ќе се грижиме за слоновите секојдневно, секако во смени, но поентата е да направиме една магија заеднички и токму тоа е и причината зошто се појавуваме заедно. Ние сме тие кои што ќе треба на слониците да им направат чувство дека живеат во еден дом, а не во една нели голема штала која што ја направивме за нив. Може ли да ни кажете еве нешто повеќе околу самите слоници, од каде доаѓаат, нешто карактеристично за нив? Па тоа се две слоници, едната е африканска шумска, многу интересна, многу ретка слоница, а втората е азиска. Она што мора да го знаеме од старт сите ние е тоа дека имаме слоници кои доаѓаат да се пензионираат во Скопје. Својата циркуска кариера ја завршуваат тука, завршува всушност во 2015 година во Paradise, која е зоолошка од најпознат карактер, нели, почување на слонови, се наоѓа во Белгија и би требало, нели, бидејќи тие не успеваат да се вклопат така добро во нивната фамилија на слонови, сепак рековме се работи за една двојка на слоници кои што имале прилично травматизиран или напорен живот. Тешко се интегрираат во фамилијата на нивните слонови и токму затоа мора да одат во друга зоолошка. Ние ги прифаќаме како следна членка на ЕАЗа и се надеваме дека сите инструкции кои што ги добивме од кај нив дека ќе ги примениме и тие ќе добијат еден квалитетен, но и професионален живот во Скопска зоолошка. Можно ли и посетителите никогаш да се случи дополнително да ги травматизираат? Па секако дека е можно, бидејќи овдека понекогаш доаѓа на вистина несовесен народ, несовесни посетители, затоа ја апелираме посетителите се однесуваат со многу љубов кон овие животни, да ги гледаат само од далеку и апелираме да не се доближуваат до живеештето, а најмалку да помислат да фрлаат храна, затоа што и овие животни, како и другите во нашата зоолошка, ќе си имаат посебна табличка на хранење, која што нели има по 3 пати на ден, исто како и кај луѓето. Така да и уште еднаш апелирам посетителите со нив да бидат баш од далеку и воздржани со секакви викања. Значи сепак се работи за две слоници кои што се најдобри другарки, живееле цел живот заедно и се надевам дека овде ќе си живеат уште долго убав живот. Вуја спомена дека ќе се пензионираат во Скопската зоолошка градина. Колку години има слониците? Па Дуња, која што е азиска слоница, е најголемата азиска слоница во Европа, има 49 години, додека пак помалата Даела, која што е африкански шумски слон, има 30 години. Тоа се две најдобри другарки кои што се научени да живеат заедно и токму и затоа заедно доаѓаат овде. Така, може ли да ни кажете еве колку е животниот век на слоновите? Знаете како, многу тешко е да калкулираме со слонови кои што рековме дека немале многу квалитетен живот, да не фиксираме години колку ќе ги чуваме, некако малку ни звучи и за нас премногу сензитивни сме на темата, но во секој случај пак ќе речеме дека пензионирање не значи дека се во цутот на младоста и дека треба да очекуваме да ги имаме долго во зоолошката, но едно е сигурно, ние направивме професионално живеалиште кое задоволува европски стандарди. Се надевам дека и тие мали исправки кои што од нашите колеги од Белгија кои веќе 2-3 дена предходно допатуваа само за да ги поентираме или ги забележиме, за да ги коригираме истите, се надевам дека со тоа ќе направиме едни услови за квалитетен живот. Но мислам дека за сите нас ќе биде многу поголем предизвик, и Тино што го потврди, а тоа е да се справиме со публика која мисли дека ќе се качи на слон, дека ќе се слига за слон, дека ќе го гали, дека ќе го, не знам, ќе му даде храна во сурлата. Тоа е некако малку заборавен систем во Европа, тоа е веќе забранет пристап. Ние сите имаме заштитен контакт со нив, значи не ни е дозволен слободен контакт, не влагаме во живеалиштето, не си играме со нив, не се гушкаме со слоновите. Иако звучи малку посурово, да не заборавиме дека слоновите се животни кои најчесто оставаат жртви во зоолошките градини од зукипери. Се работи за едно сериозно животно кое многу често е погрешно разбрано во јавноста, најчесто презентирано преку циркусите како едно емотивно, да, и смешно животно, но знаете како, ова се сериозни животни кои што и текако можат да повредат. Поголем предизвик ќе биде веројатно да се справиме со публиката, да ја едуцираме, но секако еве во последните месеци текако се фокусираме на едукацијата како една од нашите важни точки во зоолошката. Така, ги споминавте последните месеци, може да ни кажете само колку време траеше процедурата за да дојдат слоновите во Скопската зоолошка градина? Па слоновите одамна се најавени кога ќе дојдат, односно слонови, не токму овие две слоници, се најавени одамна кога ќе дојдат во зоолошката градина во Скопје. Живеалиштето е изградено веќе пред неколку години. Меѓутоа еве сега конечно ги имаме Дуња и Дела кои што ќе дојдат во Скопје, доаѓаат како што кажа Војо од Белгија и во сабота конечно имаме и отварање на живеалиштето на 29 септември. Ги поканувам сите гледачи да дојдат и да уживаат во една убава прва музичка приредба каде што ќе настапуваат 5 плюс и Златно Славече, а потоа сите заедно ќе се упатиме кон живеалиштето на
слоновите, да ги видат и одблизу нашите нови жителки. Од разговорот со зоокиперите дознавме и какви предиспозиции треба да поседува секој кој сака да биде во близок контакт со животните. Како е да се биде зоокипер и какви све подготовки и тренинзи при тоа посетувате за да можете вака најубаво и најправилно да ни ги чувате животните? Преди се треба да содржите многу голема афекција и љубов кон животните, посебно кон одреден вид како што се на мене и колегите слоновите, малце по-гигантска форма и раса на животни. Потоа треба да се пристапи со многу голем отворен ум и да се прифатат сите сугестии што од странство колегите наши ни ги предочуваат. Дали се плашат од животните и како постапуваат кога се во нивна близина? Ја прашавме Билјана Дрнкова. Стравот е сепак еден многу битен аспект во однос на релацијата животно и човек, затоа што сепак тој може во известни моменти да те спаси, пошто работиме претежно и со опасни животни. Кај слоновите влегуваме кога треба да им ја одржаваме територијата кај што живеат и живеалиштето, меѓутоа директен контакт не. А кај лововите? Никако. Тоа беше разговорот со четворицата зоокипери кои што се грижат за добрата состојба на сите жители во Скопската зоолошка градина, а од утре ќе се грижат и за состојбата на двете нови слоници кои што доаѓаат во зоолошката градина и ќе бидат дел од големото семејство на животни. Ќе можете од утре па секој нареден ден да ја посетите зоолошката, да ги видите новите жители како и сите останати. Вечерва и утре по 22 пат се одржува интернационалниот забавно-музички фестивал Еврофест 2018. Овогодинешното издание на фестивалот е посветено на Тоше Проески, а изведувачите ќе ги пеат хитовите од неговиот богат репертоар. Втората вечер ќе се одржи утре во домот на Арама, а влезот е бесплатен. На овогодинешниот 22 поред интернационален забавно-музички фестивал Еврофест ќе прозвучат многу стари и нови хитови. 22-то издание на Еврофест е посветено на најголемата музичка звезда која за секогаш ќе остане во срцата на неговите фанови, Тоше Проески. Првата вечер на Еврофест се одржува вечерва во Крушево под наслов Чествување за незаборав на Тоше, во знак и сеќавање на Тоше. Како што изјавија организаторите за Прва Скопска, овогодинешното издание на Еврофест е посветено на Тоше, бидејќи тој на овој фестивал ја отпеа песната Сонце во твоите руси коси, ја доби првата награда од публиката и се вивна во естрадното небо. Од таа причина организаторот одлучи за прв пат фестивалот да се одржи во Крушево. За прв пат фестивалот ќе се одржува во Крушево. Пред 5-6 години се одеше, значи сите гости од европските фестивали што се тука учесници 20-тина, беа да го посетат гробот и да положат цвеќе и да насадат борчиња. Овој пат таа програма ќе биде збогатена со тоа што одиме комплетно сите и јас нели како водител. Тука ќе настапат секако најнапред нашите 10 учесници кои што пак во сабота ќе се надпреваруваат за да влезат, да се надпреваруваат во финалниот дел од вечерта. Победници над победниците, значи. И фестивалот ќе заврши во Крушево, се надеваме субаво, дека времето ќе биде добро, пак ќе се засадат борчиња и ќе се посети спомен куќата и гроб. Втората фестивалска вечер на Еврофест ќе се одржи утре во Скопје во дом на Арама, а ќе настапат околу 20 победници на европските фестивали, кои ќе се надпреваруваат за престижните гран-при награди. Инаку годинава настапуваат изведувачи од Русија, Белорусија, Бугарија, Украина, Србија, Босна и Херцеговина, Албанија, Грузија, Молдавија и Македонија. По повеќе од 10 години пауза, Скопје и Атина повторно ќе се поврзат со авионска линија. Почнувајќи од 1 ноември, 2 пати неделно, секој вторник и четврток, ќе се лета од Скопје до Атина и обратно, а летот ќе трае 1 час и 15 минути.
Со летови 2 пати седмично, секој вторник и четврток. Од 1 ноември Атина и Скопје авионски се поврзуваат преку грчка авиокомпанија, јави дописничката на Мија од Атина според потврдена информација од авиокомпанијата. Распоредот на летови е од 1 ноември 2018 година до 28 март 2019 година, бидејќи тоа е зимската програма на компанијата, а дополнително ќе биде објавен и летниот распоред. На сајтот на компанијата веќе има можност за резервација на билети. Според информациите на Мија од Атина, летовите ќе бидат со авион со капацитет од 78 патници. Авионот секој вторник од Атина ќе тргнува во 9 часот по локално време, а во 9:45 минути од Скопје по македонско време. Во четврток летот од грчката престолнина е во 18 часот и 40 минути, а од македонската во 19:25 минути. Од Скопје до Атина и обратно ќе се стигнува за 1 час и 15 минути. Македонската и грчката престолнина повторно ќе се поврзат по повеќе од 10 години пауза. Од 2003 година, неколку години постоеше директно авионско поврзување меѓу Скопје и Атина со редовна линија, 5 пати седмично, што беше прекинато, а бизнес заедниците од Македонија и Грција минатата година бараа одново да се воведе лет. Со најпопуларната Кармина Бурана од германскиот композитор Карл Орф, македонската опера и балет вечерва ја почнува новата сезона. Диригент е Бисера Чадловска, а ќе настапи хорот, оркестарот и балетскиот ансамбл на македонската опера и балет. Македонската опера и балет вечерва ја почнува новата сезона 2018-2019 со најпопуларната сценска кантата Кармина Бурана од германскиот композитор Карл Орф, која утре вечер ќе биде репризно изведена. Диригент е Бисера Чадловска, ќе настапат хорот, оркестарот на македонската опера и балет, оперски и балетски солисти. Кармина Бурана со години го привлекува вниманието на режисерите и кореографите, но и на бројната публика која постојано ја бара на тековниот репертоар, соопшти македонската опера и балет во најавата за отворањето на новата сезона. Кармина Бурана во Скопје прв пат интегрално и концертно изведена на 19 јануари во 1973 година во Универзалната сала со учество на Македонската филхармонија и хорот на културно-уметничкото друштво Мирче Ацев. Од утре следува период на променливо облачно време со услови за локален дожд. Утринските температури поради наоблачување ќе се зголемат, додека дневните ќе бидат без поголеми промени. Во Скопје времето утре ќе биде претежно сончево со услови за дожд и температура до 22 степени. В недела температурата ќе достигне 20 степени, а понеделник и вторник 24 степени. И уште една информација за крај. Меѓународната изложба на олтајмери ќе се одржи утре од 9 до 17 часот на улицата Михаил Цоков до Општина Центар. Изложбата е организирана од страна на Олтајмер клуб Класик АВА Скопје. Поради одржувањето на манифестацијата ќе бидат воведени мерки за посебен сообраќајен режим во близина на оваа сообраќајница. Ви благодариме за вниманието, имајте пријатна вечер со нашата програма и следите на нашата веб страна и фан страните на Facebook, Twitter и YouTube. Пријатно!